За загревање секоја грејна сезона домаќинствата трошат голем дел од домашните буџети и токму затоа постојано прават калкулации и обиди за изнаоѓање нови економични системи и начини на грејење. Колку нашето грејење ќе биде ефективно зависи од изолацијата во стамбениот простор во кој живееме. Колку поголема изолација, толку повеќе ќе имаме и заштеда на енергија. Има неколку видови на грејење, но две се најдоминантни. Грејење на пелети покрај стандардниот грејење со дрво. Меѓутоа, самата технологија оди напред и грејењето со инвертер клима уреди се повеќе зема замав. Оно еколошкиот дел што се повеќе зема замав, тоа е грејењето на пелети. Покрај оној стандардниот дел што е на класичното грејење на огревно дрво, на ќумур и да кажеме тоа е дел од таа палета што се користи за грејење. Вториот дел, кој е доста економичен, самата технологија е инвертер клима уредите. Кога станува збор за користење на пелетите како извор на енергија, многу луѓе се одлучуваат да го заменат постоечкиот котел на нафта, газ, дрва со котел на пелети. Меѓутоа, кумановци сметаат дека грејењето со дрва се уште е најисплатливо. На дрва сме се грејале и на дрва се грееме и ден денес. И во просек за една зимна сезона колку потрошите ветро? Па ако водиме ред повише, помалку потрошиме. Ако не водиме ред повише, до 6-7 кубика. На дрво. И што мислите дека тоа е најекономично грејење? Па што знам, до сега ми стари смо, ми мислиме дека тој за нас поарно. Ја не знам друше како. Ние се грееме на дрво. Па моје мислење најбово мисли дека се с дрва, најпочисто е со клима. Нормално дрва малце прават. Што е, сега ми трошиме дрва. Друго нема што. Струја е скупа. На струја не се исплати да се грее. Ако нема, помори на струја, на термо. Доколку не сте постојано дома и вашиот дневен престој повеќе го поминувате на вашето работно место, најадекватни во однос на тоа идеални за ваков тип на грејење се климауредите, препорачува Јадран Користовски, дипломиран машински инженер. Најисплатливо, да, во моментот е значи со климауредите, инвертери климауреди, кои се наменски направени за грејење и некаде 6 до 7 месеци тие се користат. Предноста на инвертер клима уредите е што, да кажеме, го вклучувате у сезона и го исклучувате у сезона. Фактички вршите веќе догревање, грејењето е еден период од 7 до 10 дена, просторијата ќе се стопли и потоа имате, значи, догревање. И тука доаѓа до уштеда на енергија. Очигледно нема единствена формула за најоптимално загревање на просториите во кои се живее или работи. Тоа зависи од сопствените афинитети и начини на живење, но и од можностите пред се.